Почитувани представници на медиумите, почитувани мои сограѓани на општина Кисела Вода, денешната моја изјава е одговор на утринската помпезна пресконференција на господинот Филип Темелковски, градоначалникот во заминување, на кое што имаше собрано неколку своји блиски соработници, луѓе кои што генерално зависат од него и од средствата кои што ги исплаќа општина Кисела Вода, и имаат цел и задача денеска да го правдаат неговото недомаќинско работење изминативе 3,5 години. Имено во моментов се наоѓаме на улица Нагоричанска во Драчево, една од улиците која што беше посочена од наша страна како советничка група на ВМРО ДПМН и мене како координатор на советничката група на минатата седница на Советот, како улица која што е крајно со несериозен пристап сработена, улица која што може да забележите и самите не само на местово каде што ја давам изјавата, туку и по целата улица доколку се движите, за каков квалитет се работи и во каква состојба се наоѓа истата. Имено ова улица која што е реконструирана пред нецели 3 месеци, во моментов има на секој ќош пукнатини, а од лице место може да видите и која е дебелината на асфалтот кој што е ставен во завршна фаза како завршен слој на ова улица. Залудни се сите обиди да се оправда Темелковски. Народот во Кисела Вода добро знае дека за 3,5 години Филип Темелковски не сработи ниту еден капитален проект за нашите сограѓани, а и тоа што го сработи, а се улички, како улица Нагоричанска денеска, е сработено со несоодветен квалитет и недомаќински се потрошени нашите народни пари. Во наредниот период, ние како советничка група, нормално по барање на нашите сограѓани, ќе ги обзнаниме во јавноста сите вакви состојби, но ќе обзнаниме доста и од нерегуларностите и потенцијалниот криминал кој што изминативе 3,5 години се случува во општина Кисела Вода, и затоа ве замолувам како медиуми да не следите во тоа. Време е за совесно работење и водење на нашата општина, и време е сите импровизации, како оваа денес, за која што говорам, еднаш за секогаш да завршат. На нашите сограѓани им требаат квалитетни капитални проекти, проекти кои што ќе го подобрат живењето на сите наши сограѓани во општина Кисела Вода. Што се однесува до фингираните ревизии и испитувања кои што ги прават, ќе потенцирам фирми кои што директно зависат од исплаќањата на општината, сакам да потенцирам и да му порачам на градоначалникот во заминување Темелковски дека вистинската ревизија, вистинските надзори и вистинските испитувања за тоа што се сработило изминатите 3,5 години следи по промената на локалната самоуправа во октомври месец. Ви благодарам.